Новата грејна сезона Балкан Енерджи Груп ќе ја дочека подготвено, стабилно и сигурно. Во тек се ремонтите и другите подготвителни активности за непречен почеток на новата грејна сезона и нема отворена стечајна постапка. Балкан Енерджи Груп е далеку од стечај, има стабилна финансиска состојба и нормално работи, а лиценцата за работа има на 35 години. Ова денеска го истакна генералниот директор на БЕК АД Димитар Кочовски на средбата со новинарите по повод 5 години успешно работење. Во врска со шпекулациите за предстечајната и судска постапка на БЕК, директорот посочи дека станува збор за обична судска разврска со компанија која има побарувања за кои БЕК смета дека се неосновани. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов во еден наврат најави преземање на топловодната мрежа во Скопје и дека ќе биде креатор на стратегијата за затоплување на домовите, како и формирање ново јавно претпријатие кое ќе биде костурот на креирањето на стратегијата на топловодната мрежа, но и носител на гасификацијата. Но директорот на Балкан Енерджи Груп Димитар Кочовски истакна дека со град Скопје се во постојана комуникација и задоволни се што институциите го препознале капацитетот за решавање на еколошките проблеми и дека се подготвени за секаква соработка со градот. Многу сме задоволни што градот Скопје и институциите го препозна овој капацитет за решавање на еколошките проблеми во градот Скопје, за кој што зборував досега. Значи имаме практично еден гасифициран систем кој што е веќе изграден со 400 мегавати неискористен капацитет. Тоа го препозна и градот Скопје и ги поздравуваме нивните, да речам, напори да действуваат во таа насока. Ние сме спремни, го ставаме целиот наш потенцијал, искуство и знаење во соработка со градот да ги решаваме тие проблеми. Компанијата Балкан Енерджи Груп, како што реков, ја подготвува новата грејна сезона и без никакви дилеми ќе има стабилен и сигурен почеток на грејната сезона. Корисниците да не стравуваат за тоа. Нашата компанија и финансиски, и технички, и кадровски е спремна да ја продолжи успешната работа и да ги продолжи овие подобрувања за кои што досега разговаравме. Кочовски денеска ги потенцираше инвестициите и високиот технолошки развој на системот за централно грејење, којот систем во изумирање и со голем одлив на потрошувачи и големи топлински загуби, прераснува во модерен енергетски систем која враќа довербата кај граѓаните. Запрене трендот на исклучувања, а приклучени се нови 6300 корисници. Исто така во овие 5 години намалена е цената на услугата за 31,32% кај домаќинствата, 51,92% кај деловните субјекти и за 65,66% кај образовните институции. Околу новата цена на услугите на БЕК од новата грејна сезона, Кочовски не можеше да каже ништо, затоа што цената се одлучува во јули. А БЕК побарува објективна цена според трошоците, но најави проширување на мрежата во населбата Александрија во Влае, а понатаму ќе се движат во правец кон Ѓорче Петров. Исто така Кочовски најави дека се размислува и за воведување 24-часовно грејење и ќе може куќните совети да бираат кој режим сакаат да го користат.